Четврток, 21 декември, кратки вести во 12 часот. До крајот на неделава, односно денес или утре, се очекува да биде готов извештајот за ревизијата на автопатот Кичево-Охрид и доставен до Министерството за транспорт и врски. Потоа ќе се знае во која насока ќе продолжи реализацијата на проектот за изградба на делницата. Експертскиот извештај треба да даде одговори преку кои чекори ќе стигнеме до најбрза реализација, но при тоа тој автопат да биде стабилен и безбеден за движење на граѓаните. Министерот Бочварски неодамна изјави дека нема дилема дека тој автопат мора да биде завршен, а за реализација ќе се користат буџетски средства. Основното училиште Братство и единство со пригодна свеченост го одбележа 21 декември денот на наставата по турски јазик. Преку учество во работилници од различни наставни предмети, учениците испратија порака. Секој дел од сложувалката е подеднакво потребен за да се состави целосна слика за образовниот процес во ова училиште, велат од Братство и единство. Инаку денешниот ден е неработен за граѓаните припадници на турската заедница во Република Македонија. Во пресрет на новогодишните празници, Средното општинско стручно училиште Свети Кирил и Методи од Охрид организира хуманитарен новогодишен базар. Ке бидат изложени рачни изработки од учениците, храна, украси, честитки и накид. Собраните средства ќе бидат донирани во инклузивната игротека Радост. Хуманитарниот новогодишен базар ќе се одржи во четврток на 28 декември во дворот на училиштето со почеток во 18 часот. Времето денес променливо облачно со сончеви периоди, дува слаб до умерен северозападен ветер. Максималната температура во Охрид до 9 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.